Мир се вини на ката епизода специјалта подкастит тон. Сот кеми дерин të diskutojmë një temë kishe lidhur me të ardhmen evropiane të Maqedonisë së Veriut, pra integrimi në Bashkimin Evropian. Ky proces do të thotë më shumë më tepër se marrëveshje politike, pra është një transformim i shoqërisë, institucioneve dhe vlerave tona. Fokusi është në di kapituj të rëndësishëm. Kapitulli 23 gjithësori dhe të drejtat themelore dhe kapitulli 10 shoqëria e informacionit dhe media. Ky podcast është prodhuar nga Instituti Pulsi i Demokracisë në bashkëpunim me Radio Jehona FM, si pjesë e projektit Media for EU, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Eurothink, Alda dhe Birc. Добро дојдовте во ова специјална епизода на нашиот подкаст. Денес имаме чест да разговараме за клучна тема поврзана со европската иднина на Северна Македонија – интеграцијата во Европската Унија. Овој процес значи многу повеќе од политички договори. Тоа е трансформација на нашето општество, институции и вредности. Во фокусот се две важни поглавја. Поглавјето 23 – правосудство и фундаментални права и поглавје 10 – информатичко општество и медиуми. Овој подкаст се реализира од Институтот Пулсот на демократијата во соработка со Радио Jehona FM како дел од проектот Media for EU, поддржан од Европската Унија и спроведен од Eurothink, Alda и Birc. Со нас е господин Ашмет Елезовски, активист, долгогодишен застапник за правата на ромите и представник на Националниот ромскиот центар од Куманово. Господин Елезовски, добро дојдовте во нашиот подкаст. Добро најдов и задоволство ми е што сум ваш гостин и се надевам ќе имаме добра дискусија и навистина едно многу солидно, важно дискусирање и диалог кој на овие две поглавија има многу што да се каже. Да. Вие сте навикнати на медиумите, на радио, такви работи? Да, јас... Не ви е прв пат, така? Не, јас сум дете произведено од радио. Уште во далечната 88-89-та. Да. Така да, и плюс тоа и на медиуми, така да можем да кажем да еден вид на новинарски човек што али во оваа ситуација сум еден граѓанин, активист за правата и пред се човек кој работејќи за многу медиуми и работејќи за напредување и свладување на одредени побарувања од Европската Унија, токму на поглавјето 23 и поглавјето 10, додека престојува работе во Брисел и во Страсбург, така да во извештаите давав допринос и се надевам дека ова ви е можеби едно од позитивните начини како да допреме до слушателите, бидејќи сите ние сме државата, не луѓето само што се кажува дека е водата. Господине Елезовски, добар ден и добро дојдовте во нашиот подкаст. Благодарам многу. Вашата организација е активен глас за инклузија и права на ромите во Северна Македонија. Може ли да ни кажете повеќе за мисијата и работата на Националниот ромски центар? Вака, ние сме активни, можам да кажем, повеќе од 20 години и нашата мисија се должи на тоа што ние веќе сме инклузирани, но меѓутоа таа инклузија оди споро и има одредени недостатоци и залагајќи се за тоа и со визијата да преминеме во навистина активен субјект во државата и препознатлив актер и партнер на сите за владење на демократија на еднаков начин, бидејќи иако јас сум од најмултиетничкиот град во Македонија, а тоа е Куманово, сепак сакам да укажам дека благодарени на тоа и јас и моите колеги што се ги има присутно во Националниот центар од повеќе заедници и македонци, и албанци, и срби, и турци, така да горд сум што сум граѓанин на Куманово. Мултикултурен град. Да.
Како ја гледате вашата улога во процесот на европската интеграција, особено кога станува збор за човекови права и инклузија? Ова има долга историја, почнувајќи од рамковниот договор, каде беа присутни истакнати, за мене респектирани и албански и македонски политичари и подпишувачи, каде имаше и посредници од Европа, па после тоа преминувањето со Штефан Фуле од Европската комисија, која започна во 2016 стартните позиции за започнување на поофицијални преговори токму на сите поглавија, кои сите се значени поглавија, но меѓутоа она што е најзначено за еден влез во Европска унија, биќе таму доколку не се исполнуваат принципите и не се почитуваат, тешко е дека некој може да дојде до вратата. А човекот кој не ги почитува принципите, тој наидува на бариери. Од тој аспект мислам дека ова е важна тема, важна дискусија и насловот градење мостови, унапредување на диалог за Европска единена Македонија, Северна Македонија, биќе се под ново име, е клjuč за сите нас како граѓани на оваа држава, а пред се и како субјекти кои не треба да молчиме и да премолчуваме, туку да го кажуваме, да реагираме и да ги бараме правата што се поставени за извршување и спроведување од Европската унија на поглавието 23 и 10. Како граѓанските организации можат да го доближат ЕУ процесот до заедниците кои често се изоставени? Ова е сериозно прашање. Одговорот е малку потежок денеска да се каже, од причина што се помалку имаме граѓански организации, бидејќи многу граѓански организации со заминување на донаторите, се помалку имаат можност да бидат поактивни, туку се повремено, но меѓутоа е пусот на демократијата, НРЦ и уште неколку организации, обстојуваме, действуваме и меѓутоа верувајте дека едноставно не можеме да ги исполниме сите побарувања од повеќето надворешни, сакам да кажам, институции, европски, меѓународни, а што се однесува на нашите домашни, национални и локални институции, тука пред се ние сакаме да бидеме дел, но меѓутоа најдуваме и на пречки, бидејќи многу реформи што требаше да се направат, се само започнати, и реформите во многуте нивоа на законите се уште се користат старите начела на законските определби, додека за новите кои се предложени се уште се чека време да се бидат изгласани. И сето тоа е и за нас, за организациите, еден сериозен проблем, бидејќи кога не може да се повикате на новиот предлог, како да си го стварите правата, а ваму се спредува стар закон, да. Тоа е едноставно празнина и затоа имаме и пречки, бариери, проблеми во државата, суството. Не можеме да кажеме дека како наслов суството не функционира. Не. Натрешните процеси во спроведување на судските процеси не може да се имплементира доволно, бидејќи има недостатоци. А од друга страна кога зборуваме поврзани су една на друга. Да, а од друга страна кога зборуваме па за темелни вредности и медиумите, тука имаме еден добар клjuč, би кажал. Клjuč на тие градење на мостови, бидејќи ако не се медиумите и овие подкастови, граѓаните ќе останат неинформирани. А тоа значи, знаете, многу лесно е да се манипулира со неинформиран граѓанин. Да. Кога е информативен мрак. Да, токму така.
Проектот Media for EU има за цел да ги подобри медиумските слободи и информираноста на граѓаните. Што значи овој проект за заедници како ромската, кои често немат доволен медиумски простор? Ние знаеме како е во државата сега. Морам да бидам реален и да кажам дека имаме на национално ниво, имаме само националната телевизија на третиот канал, каде што сите националности имаат по половина до 1 час. Значи тоа е за мене 0,1%. Значи имаме малку мрак, реално. Ако се навратиме наназад, имавме 3 медиуми на национално ниво, значи. Имавме некаде околу 10 локални радија, но меѓутоа од 2015 додека беше процесот на декадата на светско ниво, имаше одредена политичка волја и солидарност, можам да кажам, за да функционират. Сега имаме, значи, голема темнина, во кажавте, и голема празнина во информирањето на ромите на нивниот јазик и мајчин јазик, ромскиот. Инаку многу роми, можам да кажам, ќе земам пример од Куманово, добро баратат со сите јазици, албанскиот и турскиот и ова, бијќи соживот на постарите генерации, јас имам од моите родители, било така средина што таа комуникација направило да се дружиме, да напредуваме. Сега, овие нови генерации малку немаат просто за такво информирање. Малку по-хомогени се. Ама и немаат можност. Бидејќи у тоа време се пушта музички numери, вечерни диалози, па овој ќе каже на својот јазик, он на својот јазик, и сето тој мултиетнизам во медиумите донесуваше до позитивна информираност и медиумите едноставно беа клjuč за демократијата. А денеска ние имаме слабости, имаме пропусти, а и меѓутоа медиумот е скапа работа. Тоа е, или некој би кажал скап спорт, бијќи тешко е да опстанете. Во денешно време многу е тешко да се опстане, како и да е. Меѓутоа, тука сме, тешко е многу, што се однесува на изоставените прашања за ромите, или така наречени маргинализирани. Тоа е оценето од светските лидери, оценето од Обединените нации, оценето на сите резолуции од Брисел и Советот на Европа. Има некаде повеќе, можеби од 100 декларации, резолуции, но меѓутоа верувајте дека од нив дали 5 до 7 се спроведени, останатите остана само декларативни на хартија, и имаме голем процент во последните 5 години на мигрирање и напушање на земјата, и тоа на многу едуциран млад кадар, значи, така да ова е еден вид на, за мене ова е позитивно, бијќи јас сега можам да информирам и луѓето кои ни слушаат од било која националност, бијќи ќе ме разберат, но меѓутоа многу е тешко да напуштите земјата во која сте родени, да го напуштите местото и да ги напуштите своите родители, бијќи тие се мачеле да живеете со нив, но животот и прекршувањето на правата, на фундаменталните темелните права, а паралелно тоа и високото ниво на корупција, допринесло многу млади едноставно разочарани, не разочарани поради тоа што средствата се тешки, него разочарани бијќи не може да креират кариери. Кога не можеш да го искажеш својот талент за одредена област, нормално бараш каде ќе можеш тоа да го кажеш, ќе можеш да напредуваш и ќе можеш да бидеш експерт за твоето ниво на едукација. Како да осигуриме дека медиумите ги одразуваат гласовите на сите граѓани, а не само на мнозинството? И дали гледате напредок во представувањето на ромите во медиумите? Ова сега денешно е еден позитивен пример.
но ретки се. Ама сам Во текот на една година, да. ретки се можностите да дискутираме повеќе за ромското прашање. Се дискутира доколку ние се избориме, а тоа го правиме принудени, сме тоа да и користиме преку социјалните мрежи, нетворци, значи нашите портали, меѓутоа тука има една сериозна блокада, а тоа е дека морате кога ќе напишете нешто на ромски, морате да го преведете на повеќе јазици, за да ги почитувате и другите, за да и тие други ве почитуваат вас, и сето тоа чини време, и всушност и треба износ финансиски да се покрие. Така да мрак е голем. На полето на информирањето за ромите, 8 април кога доаѓа се информира, тоа е еднаш во годината. Од друга страна се информира за 2 август, кога е денот на Холокаустот, бидејќи тој паралелно се поврзува со денот на Илинден, но меѓутоа ние ромите го одбележуваме денот на ромскиот Холокауст од времето на Втората светска војна, а она што е позитивно, да ви кажам искрено, јас ќе поврзам само 2 реченици. Имам можност да соработувам со колеги од Албанија, од Тирана. И со колеги од Бугарија. Проект, Еразмус проект, на поле на медиуми, и да ви кажам искрено, кога би имале такви проекти, каде бевме во Албанија, на национален медиум, зборувавме на нашиот јазик, тие не преведуваа, беше позитивно ценето, бевме на македонски медиум и тука зборува, бевме во бугарскиот, и после тоа е направена еден извештај кој Европската Унија го оцени позитивно и кажа ова е развој на медиумската информираност. Тоа ни фали на нас, диалогот. Диалогот некако ни се губи во последното време. Ама ова се надевам дека ова ќе провоцира и ќе даде позитивен ефект кај повеќето поддржувачи, а и пресека граѓаните да сватат дека информирањето е богатство и информирањето има вредност. Ако информацијата дадете во вистинско време, таа вреди многу. Ако ја чувате само за себе, таа ја губи вредноста. Северна Македонија се соочува со бројни блокади на патот кон ЕУ. Дали мислите дека гласот на малцинствата е доволно застапен во преговорите и реформите? Ја би кажал дека ние имаме пред се политички празнини во после изборните процеси на локално и национално ниво, и додека да започнеме со вистински процес за диалог, јас да ви кажам, во моето излагање господинот Муртезани, мислам дека сега е за европските прашања, и разговара со еден представник од Европската комисија и кој ми рече дека до сега не наишол на колега од Македонија кој е албанец кој солидно зборува англиски, значи сега сакам да кажам. И на мене ми даде тоа една позитивна, како да кажам, волја, и викам, а јас, па и вие исто така, па јас сум, викам, македонец, ама ром сум од мајка и татко, и тој е албанец, ама е од мајка и татко албанец, викам, ама живееме во Македонија, ама многу досна некако вистинските елити, кои треба да преговараат и да бидат дел од тие преговори, доаѓаат на тоа поле на диалог. Имаше, и ова да го спомнам, имаше, кога беше преседавањето со ОПСЕ, мисијата од Дихир, и во Скопје беше тоа завршување на преседавањето, и министерот за надворешни работи Бујар Османи, и јас ја имав таа чест, ми повика и мене, јас бев внатре во салата, и да ви кажам, ми беше вистинско, јас не гледам, мене е важна партијата, да ви кажам наискрено. Ми се важни луѓето со кого комуницирам. И затоа и на граѓаните им е важно како комуницирате, како ги објаснувате нивните права,
метнати во законските поглавја, а и метнати во побарувањето од Европската унија. Вие убаво кажавте, правосудство, фундаментални права, темелни права и информатичко општество преку медиумите. Доколку не се поврзат сите процеси, ние не можеме да мислиме дека многу брзо ќе бидеме дел од Европската унија. Не, додека не се исполнат. Ние сме богатство. Зборам ние, што не сме не нарекуваат, не сме вистински македонци. Јас зборам зборот не сме. Не. Ние сме сите македонци, кога станува збор за преговори, бидејќи зборуваме во името на државата. Да. И преговорите, ако одат без сите нас, без нашиот глас, тешко е дека ќе се постигне ефектот. Има тука се појавува некојаш националистички интерес само од една страна, а тоа води кон одредени намалувања на развојните процеси. Што треба да се направи за интеграција, да биде инклузивна интеграција за сите граѓани без разлика на етнички или социјални припадности? Ова е прашање на место. Јас би се навратил на едно мое излагање во една статија каде кажав дека потребни се реформи. Реформи, ама како што викаат англичаните, step by step. Чекор по чекор. Да, и пред се, знаете, кога ни доаѓа една принова во нашето семејство, едно мало дете, тој почнува да оди, почнува да зборува, ние сега сме во фаза, сето на што го имавме, некако го со текот на времето, со честите промени на власта, на позициите, го занемаривме или го изгубивме. И на нас ни требаат вистинските реформи да заживеат. И вистинските чекори. А за жал ни треба и веќе време. И ни треба и време, а и Европа нема време за чекање. За чекање, да. Да. Па и ние немаме, ма ние немаме, но меѓутоа ние имаме обврска за нашите семејства и нашите идни генерации да се избориме да биде подобро. Да. Како може ромската заедница преку граѓанскиот сектор и медиумите да биде активен дел од овој процес? Па, мислам дека може да биде дел само доколку диалогот е отворен, позитивен, доколку реформите во судството се направат побрзо, доколку темелните права се еднакви за сите и доколку и ромите малку повеќе се ангажираат и, да ви кажам една сериозна работа, доколку и одредени групации или лица, што се мисла дека се професионалци на полето на политика, сватат дека не треба да ги дискриминираат своите роми, бидејќи дискриминацијата и расизмот веќе е влезени помеѓу самите роми и тоа е како еден вид на вирус. Бидејќи ако комшијата не е добро, и ваму... Да, и затоа мислам дека за да бидеш дел од нешто, треба да прифатиш кога е нешто за доброто на сите. А ако мислиш дека некој ја има вредност, го има, како кажам, високото ниво на прегледност, бидејќи во шахот победува секогаш оној што има повеќе прегледи, кои фигури каде да ги движи, така да велам и за ромите, дојде на времето кога треба да се знае со кого треба да се склучи договор, коалиција, да се разменат информации, за да стигнеме до вистинскиот пат на развој, а тој развој сепак се вика диалошки собери и вистински разумни одлуки. Еден од најважните елементи е правото на еднакост и правична застапеност. Дали правосудниот систем во земјава доволно ги штити правата на ромите и другите ранливи групи? Што се однесува на судството, јас пред себе кажав дека
ние во сите судски институции што се по градовите и национално во Скопје, имаме само запослени хигиеничарки, одредени курини, иако имаме 20 до 30 млади правници или така речени, можем да кажам, суди на поноско ниво, но меѓутоа никако да стигнат до позиции кои би можеле да кажеме дека сме внатре во системот. Ние се уште сме надвор од системот на судството и тоа за нас представува една голема негативност, негативна волја, бидејќи, видите, кај помладите генерации, ако сакате некого да упатите, да му дадете една волја, треба да имате идол на кого да се повикаат. Зборам, ке морам да се навратам ова да го кажам, ми се случи со господинот лидер, сега не е меѓу живите, од ДПА, во 1999 година, Џафери, Армен Џафери, и на една голема висока конференција на високо ниво, јас настојував, дискутирав, се борев, беа и моите представници, парламентарци се. И он на крај ме повика и вика, јас помлад многу бев, тој сепак со години, и можам да кажам дека за мене тој беше со респект и останал со респект, човек интелигентен, само ми кажа, дете, не дозволувај твоите роми од тебе да направат фолклор. Ти се бориш, гледам, и убаво му кажуваш, ама тие сакаат пак да се вратат на истата позиција. Затоа, размислувај малку поинаку, гледај првин ти да стигнеш до целта, да се докажеш. После тебе тие. Да. Што би препорачали како итни чекори за вистинска правна заштита и еднаков третман? Сакале или не сакале, помладите генерации кои сега завршуваат и средно и високо образование, ќе мора и тие да бидат поактивни, но меѓутоа со респект на постарите, за да може, ако бидне потребно, и да се проговори јавно, па дури ако треба и одредени мирни протестни излегувања, бидејќи времето веќе не дозволува, а и понизноста не може да трае вечно. Значи, јас борам сега за мене, јас сум среќен родител. Моите се со високо образование. Значи, јас сум задоволен, меѓутоа има луѓе кои не успеале како тие, така и своите деца да ги едноставно изнесат на вистинскиот пат поради низа други бариери. Така да, мене често ми се случувало на високи настани да мисля дека не сум рум. Ви кажувам наискрено. А тоа за мене представува дека кога ќе вида дека некој зборува интелектуално, кај ним се појавува она дискусија, она согледување дека овој некој странец, не е рум. И тоа е она што сакам да го кажам, тоа е болесен приказ. Погрешна слика. Да, погрешна слика, токму така. Благодарам. Толку многу убаво го кажате. Така да ќе мора да најдеме начин да влеземе кон патот за позитивни промени, сакале или не сакале, сепак мислам дека медиумот од кое било да е ниво, дали тоа ќе биде радио, дали ќе биде телевизија, национално, локално ниво, или портали, или социјални мрежи, сепак е клjuč за секого, па и за ромите. Дигитализацијата може да биде алатка за поголема еднаквост, но само ако е достапна за сите. Како ја оценувате дигиталната писменост и пристапот до дигитални алатки во ромската заедница? Ова е многу интересно и да ви кажам, има луѓе, мислам млади роми, кои завршиле основно, почнале средно, прекинале, меѓутоа, што се однесува за дигиталното работење,
Јас сум изненаден. Толку добро баратат. Значи, тоа е некое натурално богатство, верувате? Креираат веб страни, пуштаат, повеќе малку од браншата на културата се бават, да со песни. Повеќе активни. Да, повеќе активни. Меѓутоа, тука гледам дека заедно децата... Има капацитет, значи. Да, има капацитет, но меѓутоа... Кога има волја, да. Да, кога има волја. И што значи дека за ним не е препрека. Може би за постарите генерации е препрека, биќе сепак постари генерации малку е потешко да сватат. Биќе англиски не знаат, додека младите генерации не училе англиски. Да ви кажам искрено, јас сум изненаден. Има луѓе кои перфектно зборуваат многу јазици. Тоа е за мене изненадувачки. Тоа е сето тоа го научиле од дигиталните мрежи и комуникација. Што треба да направат институциите за да осигурат дека никој не е исклучен од дигиталната трансформација? Па, јас мислам дека Македонија не заостанува како во однос на многу други земји каде дигитализацијата не е комплетно воведена. Ние, иако имаме, да кажеме, некаде околу 1.700.000, ајде да кажеме, над 2 милиона жители, но меѓутоа имаме толку голем број на луѓе што се вклучени во дигиталната сфера, поле, и да ви кажам за охрабрување дека ние имаме веќе некаде околу 3 магистри, доктори за сајбер безбедност и дигитална комуникација. Во Куманово? Не, зборам на ниво на Македонија, кој не заминаа тука, туку работа за странски фирми, и да ви кажам, јас сум горд на тоа. Така да можам да кажам дека на ова поле добро стоиме, дури има лица кои работат во овие дигитални компании кои прават услуги на одредени јазици, биќе општо ви е познато дека имаше еден наплив назад многу години, луѓето што бараат така наречен азил и го научиле германскиот јазик. И сега работат за тие фирми и взимаат солидни примања, дури тоа примања кои се доста добри за обстанок и живење во Македонија. А може ли граѓанскиот сектор да игра клучна улога на тоа? Да, во секој случај ние играме, бидејќи, видите, граѓанскиот сектор, без оглед од која националност, ние во период на 2004 и 2005 година имавме таква една можност што и во парламентот и во Министерството за образование, представници од повеќева, успеавме да направиме како стипендиите да стигнат до сите граѓани. Така да граѓанскиот свет подпомогнати се од многу фондации, сепак не е за ова да кажам сега и овој поддржувачи што се и ова е дел од тие процеси на успех за стипендиите, сепак секоја стипендија дава позитивна енергија за развој. Господин Елазовски, ви благодарам што бевте на нашиот подкаст. Се надевам дека и друг пак ќе се видиме во друга прилика па да зборуваме за други ситуации или состојби или за други проекти нешто. Ви благодарам, само би кажа една информација. Информацијата е моќта, а моќта е кога имате едуциран граѓанин. Да. Со тоа го завршуваме денешниот разговор. Темите кои ги опфативме се суштински. Потребата од инклузивна интеграција, улогата на медиумите и дигитализацијата во демократизацијата, значењето на еднаков пристап до правда, гласот на малцинствата во европската перспектива. Останете со нас за повеќе разговори со активисти, новинари и експерти. Следете не на Радио Јехона FM и на нашите дигитални платформи. Ви благодариме што бевте со нас и запомнете, европската иднина е иднина за сите нас. До следната епизода, поздрав!
Me ka që mbillim bisedën e sotme, temat që trajtuam janë thelbësore, nevojat për integrimin gjithëpërfshirës, roli i medias dhe digitalizimi në demokratizim, rëndësia e aksesit të barabartë në drejtësi, zëri i pakicave në perspektivën evropiane. Qëndroni me ne për më shumë biseda me aktivistë, gazetarë dhe ekspert. Në ndiqni në Radio Jehona FM dhe në platformat tona digitale. Faleminderit që ishit me ne dhe bani mend, ardhmja evropiane është e ardhmja për të gjithë ne. Deri në episodin tjetër, mirë u pafshim.